Нашиот небесен закрилник, светиот Климент, постојано нека го моли Бога за сите нас. Амин. Честит празник. Македонија го слави споменот на Свети Климент Охридски чудотворец. Денешниот празник собра стотици верници на едно место. Во добро расположение дојдоа на литургија да го одбележат празникот на својот патрон. Здравието, среќата и берикетот се најгласни во молитвите. Верниците со длабок наклон се прекрстија барајќи од светецот и Бога благосостојба во животот. Чествувате денешниот ден? Свечано. Да ни биде на помош во се што посакаме, што ќе го помолиме Свети Климент и другите свети мученици и угодници. Па денеска се слави патронот на Соборната црква, просветител на македонскиот народ и споменот негов да е голем на Свети Климент, Бог да преку неговите молитви да ни избави од секакви искушенија за многу години. Свети Климент Охридски е еден од најзначајните за нас македонците, дека ние како наш светител Охридски. Убаво, весело, среќно. Го знаете ли значењето на денешниот празник? Па да, Климент и Охридски просветители. Што си посакав? Па здравје, прво здравје. Вообичаено здравје, среќа, мир. Светец и просветител, прв македонски архиепископ и творец на Охридската школа Свети Климент Охридски, има посебно место во срцата на верниците од земјава. Велат овој празник е свет за сиот македонски православен народ. Го одбележуваат со децении, а неговото негување не смее да застане. Митрополит Тетовски Гостиварски Јосиф повика на единство и борба за подобра иднина во нашата земја. Порача дека добрината и добрите дела водат кон вечноста. Сите ние треба да се трудиме да постануваме од ден на ден подобри луѓе, бидејќи само со добрина човекот е вечен. Злото го оддалечува секој човек од вечноста и од другите луѓе. А денес, нажалост, сме сведоци дека злото не само во државата, туку и глобално се умножило во големи размери. Злото кое што е сконцентрирано насекаде околу нас, во разни појави, води кон уништување, навредување, создавање штета и вознемирување. Затоа треба да бегаме од злото и лошите дела, а да правиме добро и добри дела, за и ние и целата наша татковина стане подобро и по-просперитетно место за живење. Празникот го одбележа и државниот врв во Универзитетската библиотека која го носи името на светецот, а на неговиот споменик пред објектот беше положено и свежо цвеќе.